Со својата жртва на крстот, Господ Исус Христос на човековата природа и даде спасоносна и животворна сила, со која што сила нашата природа се избавува од секое зло и беззаконие. Бидејќи сета своја спасителна и животворна сила Спасителот ја сосредоточил во крстот. Крстот стана негов знак на небото и на земјата, знак по кој го распознаваат сите небесни и земни битија. Господ Христос со својот богочовечки домострој на спасението ги опфати сите човечки битија, не само во сегашноста, туку и во минатото и во иднината. На тој начин, тој стана спасител на целиот човеков род и стекна право така да се нарече. Вистинити се зборовите на свети Иринеј. Христос дојде не само заради оние што во времето на императорот Тиберий поверувале во него. И Отецот промислувал не само заради оние што сега живеат, туку за сите луѓе воопшто кои од почетокот биле богобојазни и го сакале Бога, и праведно и побожно се однесувале кон ближните, и сакале да го видат Христа и да го слушнат неговиот глас. Слегувањето на Спасителот во адот, местото во кое престојувале душите на сите луѓе кои живееле и умреле пред неговото доаѓање во овој свет, било природно, неопходно и логично. Спасителот слегол во адот со својата човечка душа и тоа слегол додека неговото тело лежело мртво во гробот. Своето слегување во адот Спасителот го проследил со својата проповед на она исто Евангелие што тој го проповедаше на земјата. Зашто истото Евангелие важи за сите луѓе во двата света, и во овој свет на земниот живот и во светот на смртта, во адот. Истото Евангелие и истото спасение. Апостолот Петар јасно вели дека Спасителот им го проповедал на душите во адот своето Евангелие за спасението. Слегувањето на Богочовекот Христос во адот го означува уништувањето на смртта, победата над адот и ѓаволот и власта над нив. Тоа го покажуваат зборовите од апостолот Јован дека Господ Христос ги има клучовите од адот и смртта. Адот во кој Господ слегол, во кој престојувале и праведните души, е царството на смртта, живеалиштето во кое се чувствувала онаа тага, немоќ, болка и жал кои завладеале со човековата природа заради гревот. За спасоносната сила на Господ Исус Христос црквата пее. Кога Господ Христос беше распнат, ѓаволот беше врзан и смртта беше умртвена, а душите што беа во адот држани се ослободија од оковите.